Македонската економија со најнизок раст во регионот продолжуваат песимистичките прогнози за економските движења од меѓународните финансиски институции. Во јануарските проекции од Светска банка се прогнозира дека растот годинава ќе биде 2,5%, а во 2025 2,9%, што ја сместува Македонија на последната скала во регионот. Највисоки прогнози има за Косово, а пред нас за 2024 се и Албанија, Црна Гора, Србија, Босна и Херцеговина, Хрватска. Само Бугарија за годинава има малку полоша прогноза од нас. Овие проекции на Светска банка се попесимистички од оние на власта која очекува годинава раст од 3,4% врз кој е креиран буџетот за 2024. Ваквите бројки покажуваат дека македонската економија бавно напреднала, односно нема доволно капацитети за позначителен развој годинава. Тоа и се очекуваше, а и се предупредуваше од страна на бројни експерти, но и од опозицијата дека власта преоптимистички ја планира народната каса за годинава кога имаме двојни избори. Трендот на бавен напредок ќе се задржи во 2025 кога ќе се зацврстиме на дното во регионот. Растот благо ќе се зголеми на 2,9%, што е далеко на пример од прогнозите за Косово, каде растот според Светска банка ќе изнесува 4%. Според извештајот, земјите од Западен Балкан се уште тешко се справуваат со последиците од војниот конфликт, како и енормниот раст на цените. Економиите од Западен Балкан минатата година биле погодени од намалената надворешна побарувачка, последиците од војната во Украина и зголемената инфлација и цените на енергенсите и храната. Дополнително влијание има одложувањето на реформите поврзани со пристапувањето кон Европската Унија. Според експертите, работата на економските челници во Македонија годинава ќе биде зачувување на економскиот стандард. Движењето на цените и платите минатата година покажува дека куповната моќ на населението е намалена. Живеачката лани во споредба со 2022 година била поскапа за 9,4%. Новата методологија на синдикатот пак за пресметка на синдикална кошничка покажува дека на едно просечно македонско семејство да преживее потребни му се над 56.000 денари, значи им треба една просечна и една минимална плата. Инаку, на глобално ниво, Светска банка за годинава предвидува дека ќе продолжи забавувањето и ќе биде 2,4%, што е помалку од 2,6% во 2023, 3% во 2022 и 6,2% во 2021 година. Доколку ова сценарио се оствари, светската економија ќе забави трета година поред.